Електростопанството на Македонија достави барање до регулаторната комисија за енергетика за зголемување на цената на парното греење во Скопје. Компанијата тврди дека поскапувањето е неопходно поради зголемените трошоци за производство и набавка на енергенци. Од регулативната комисија за енергетика потврдија дека ќе разгледаат иницијативата и ќе донесат одлука во наредниот период. Председателот на комисијата изјави дека ќе се анализираат сите фактори, вклучително и влијанието врз граѓаните. Граѓаните реагираат со загриженост, особено поради веќе зголемените животни трошоци. Некои од нив бараат државна интервенција и субвенции за да се ублажи евентуалниот удар врз семејните буџети. Од електростопанството на Македонија уверуваат дека покачувањето, доколку се одобри, ќе биде минимално и оправдано од економски аспект. Тие посочуваат дека и покрај можната промена, парното во Скопје останува меѓу најповолните во регионот. Во петок, 2 февруари, македонските граѓани ќе се приклучат на иницијативата за бојкот на маркетите, која се шири во регионот. Бојкотот има цел да испрати порака против високите цени и профитерството на трговците. Организаторите повикуваат граѓаните да не купуваат во големите супермаркети барем еден ден, со надеж дека ќе извршат притисок за намалување на цените. Тие тврдат дека храната и основните производи стануваат се понедостапни за просечниот потрошувач. Некои економски експерти се сомневаат во ефективноста на бојкотот, но сметаат дека тој ја одразува зголемената незадоволност кај потрошувачите. Тие предупредуваат дека долгорочно решение бара институционални мерки и поголема конкуренција. Големите трговски ланци се уште немаат официјална реакција на најавениот бојкот. Доколку акцијата добие масовна поддршка, можно е да следуваат мерки за корекција на цените или дополнителни попусти. Студентите во Белград синоќа ја блокираа раскрсницата кај автокоманда, изразувајќи незадоволство од владини одлуки поврзани со образованието и студентскиот стандард. Протестот траеше неколку часа, но помина без инциденти. Организаторите најавија дека блокадите ќе продолжат и во наредните денови доколку не добијат конкретни одговори од надлежните. Тие бараат подобри услови во студентските домови, пониски трошоци за студирање и поголема поддршка од државата. Градските власти засега не реагираа со репресивни мерки, но апелираа до студентите протестите да се одвиваат мирно. Сообраќајот во делови од Белград беше парализиран, што предизвика реакции кај граѓаните и возачите. Од Министерството за образование изјавија дека се отворени за дијалог, но не прецизираа дали ќе има конкретни отстапки. Студентите, пак, порачаа дека нема да се повлечат додека не се исполнат нивните барања. Председателот Доналд Трамп, во својата извршна наредба од 20 јануари, нареди преименување на Мексиканскиот залив во Американски залив. Оваа одлука е дел од поширока иницијатива за промена на имињата на географски објекти кои, според администрацијата, не ја рефлектираат американската историја и вредности. Наредбата го задолжува Министерството за внатрешни работи, преку Геолошкиот институт на САД, да ги спроведе овие промени во рок од 30 дена. Портпаролите на Геолошкиот институт на САД засега не коментираа за процесот и временската рамка на имплементација. Компании како Google изјавија дека ќе ги ажурираат имињата на своите мапи во согласност со официјалните владини извори. Сепак, надвор од САД, прифатените имиња во секоја земја ќе се рефлектираат на мапите, што значи дека Денали и Мексиканскиот залив може да останат со своите оригинални имиња. Оваа одлука предизвика различни реакции. Двајцата сенатори од Алјаска се против промената, истакнувајќи дека имињата како Денали се важни потсетници на домородната историја на државата. Историчарите и аналитичарите дебатираат за значењето и влијанието на ваквите преименувања врз културното наследство и идентитетот. Данска објави планови за значително зголемување на своето воено присуство во Арктикот, особено на Гренланд, како одговор на неодамнешните изјави на председателот на САД, Доналд Трамп, кој изрази интерес за контрола врз Гренланд. Трамп изјави дека контролата врз Гренланд е клучна за безбедноста на САД и предложи Данска да се откаже од управувањето со островот. Во рамките на овој план, Данска ќе инвестира 14,6 милијарди дански круни за зајакнување на своето воено присуство во Арктикот. Ова вклучува изградба на 3 нови арктички воени бродови, набавка на беспилотни летала со долг дострел и подобрување на сателитскиот надзор. Гренланд, како автономна територија во рамките на Кралството Данска, има ограничени дански воени ресурси на својата територија. Со овие инвестиции, Данска има за цел да ја зајакне својата одбрана и суверенитет во регионот, особено во светло на зголемените геополитички тензии и интереси од страна на САД. Овие мерки се дел од поширокиот 10-годишен одбранбен буџет на Данска, кој изнесува 190 милијарди круни, од кои дел е наменет за Арктикот, покрај воените инвестиции. Данската влада планира и мерки за борба против дискриминацијата и расизмот кон околу 17.000 луѓе со гренландско потекло кои живеат во Данска, со обезбедување на 35 милиони круни за различни иницијативи. Овие чекори ја нагласуваат зголемената важност на Арктикот во глобалната геополитика и потребата од засилена соработка и безбедност во регионот.